Spencer veli, во надминувањето на самиот себе лежи еден од условите на идеалниот човек. На самиот почеток ја поканувам господја Сава Таковска да го презентира своето кажување исповед и порака на човекот што ја дели судбината на хендикепираните. Повелете, господја Сава. Но да ни помогнете крајно е време. Апелираме до вашата совест да се најде некој кој ја има, да не спаси од јадот во душата, секојдневна прима, и ние да почувствуваме пролет, за срцата наши да добијат полет, да се стопи оној мраз што не двои, тој јас, да не гледате со бистри очи, да ни се придружите, ништо да не рекочи, и рака да ни се подаде. Никој од вас ништо не краде, го бараме само своето право, зашто телото не ми е собствено здраво. Може би не можеме стабилно да стоиме на тло, но и ние имаме достоинство. Не бараме да одиме на бал, но сигнете ги маските, тие се за маскин бал. И затоа сакаме да бидеме јасни, иако не сме многу гласни. Замислете за само еден момент, каде можеш и ти да се најдеш во нашиот свет, или не дај Боже некој од твоето семејство може да биде на моје место. И ако го имате тоа во вид, срушете го тој нелюбив зид, подајте ни пријателска рака, тоа Господ од нас го сака, помогнете ни секој во својот доме, тоа е вредност достојна за спомен. Надерете го доброто во вас да се разбуди, не дозволете Бог некогаш да ви суди. Направите за вас мали, но за нас големи дела, ќе усретите лепеза од куќе села, зашто нас не има соразен хендикеп и секој за себе посебен свет. И додека од јад устата да ни се суши, може би нешто ќе допре до вашите уши, да погледне малку околу себе, да стори нешто за некој стар, млад или бебе и да живее со мисла чиста, со широко срце, не му треба биста. И додека некој во столци се дави до гуша, но Бог и секоја воздишка е душа. И бидејќи рака што дава не се суши, направите нешто за тие души. И не мора со пари да тежите еден тон, но можете лесно да спроведете закон. А за тоа треба чувство, ум и желба, за да нема меѓу нас делба. Верувам, така и Бог не гледа. Исто, оној висок и оној понизу запеда. Апелираме до сите нации